Па би кажал за крај дека колку повеќе игри имаме во животот, толку сме посрекни. Дека треба сами да си креираме цели. Ако сме внесени во игри кои што се конструктивни игри, немаме време за глупави игри. Така, ако имате сопруг и сопруга или не знам дечко и девојка, кои што едноставно почнуваат да имаат кавги многу помеѓу себе, можеби немаат цели. Треба се стават конструктивни цели. Тоа ќе им ги сврти вниманието, ќе ги сплоти кон некои заеднички препреки, затоа што ако ги немаме ние тие игри, ако не ги поставаме тие цели, ако не сакаме заедно да ги надминеме тие препреки, ќе се свртиме еден против друг. И тука е проблемот. Тука е вклучувањето на реактивниот ум. Пак ќе кажам, можда мотото на оваа емисија треба да биде дека треба да дадеме внимание, треба да сме заинтересирани повеќе за околината и да видиме како можеме да ја помогнеме на околината, да се грижиме за околината. Знаете како, кога имате некоја мајка, кога ја гледате, има деца и колку со вниманието убаво насочена на нив, знаете дека ги заштитува, но им дава слобода да постојат, не е обсесивна за да пази да не паднеш, да не се удриш, да ги заштити, не од тој начин. Него едноставно им дава доволно простор самите тие да можат да го освојат животот, да го запознаат животот, но знаете дека таа мајка е секогаш тука и ги гледа, ги наблюдува, за да во моментот кога треба помош, е тука да им се најде. Видите, тоа е одговорност. И за крај би кажала една многу интересна приказна која што ја видов на социјалните медиуми и поврзана е со Израел и со Мртвото море и Галилејското море. Гледате, и Галилејското море и Мртвото море се напојуваат од иста река, од реката Јордан. Значи, реката Јордан се влева и во Мртвото море, фактички и во Галилејското море. Значи, од истата вода, од истата река доаѓа водата во двете различни мориња. Мртвото море нема никаков живот во себе. Нема вегетација, нема риби, нема жив свет. Галилејското море има 27 различни типови на риби, обилна вегетација, многу птици кои што го посетуваат. Но на што е интересно е дека базенот на Мртвото море е затворен. Од Мртвото море не излага вода. Галилејското море има истек. И Галилејското море дава вода. И мотото на краткиот видеозапис фактички беше дека за да има живот мора да примаме енергија и да даваме енергија. Ако во животот само примаме енергија и при тоа не даваме ништо, тогаш немаме ни живот и почнуваме да имаме проблеми. Така да можеби и тоа нека биде едноставно резимето или завршниот збор за оваа емисија, дека во животот колку повеќе сме креативни и колку повеќе сме насочени кон околината и колку повеќе креираме и даваме живот, толку и помалку проблеми во животот ќе имаме.